Македонија и македонците, за разлика од некои соседни балкански држави, во минатото немале некоја поголема поддршка од страна на европските сили во борбата за ослободување од османлиската власт. Јавното мислење во европските земји не било преокупирано со состојбите во Македонија, например, за разлика од грчката борба за независност, или реакциите по априлското востание во Бугарија во 1876-та. Причината за незаинтересираноста и слабата чувствителност за Македонија најповеќе лежала во пасивноста на македонското население. Во овој период се дигаат бројни востанија на Балканот, меѓу кои во Македонија ги имаме двете востанија, Разловечкото востание и Македонското востание подигнато во Кресна. Но, за жал, поради локалниот карактер на овие востанија, незаинтересираност за вмешување во македонското прашање на големите сили, Македонија не успеала да извојува автономија од типот на кој извојувала дел од Бугарија, а претходно Грција и Србија. Османлиската управа со Македонија била далеку од идеална, но се до големата источна криза во овој регион на султановата држава немало поголемо раздвижување на населението кое би водело кон поголем вооружен отпор против османлиските власти. Правилото дека нема кој да те слушне, да те разбере или да ти помогне додека не започнеш со бунт, може би најдобро се покажало во македонскиот случај. Најверојатно една од поглавните причини е ќутењето на македонецот. Не е правил проблеми се до големата источна криза. 1878 година, кој ќе биде кренато Кресненското востание. Велика Британија во првата половина на 19 век покажала голем интерес за состојбите во османлиската држава. А со оглед на геостратешката положба на Османлиската империја, која што освен контролата врз Босфорот и Дарданелите ги контролира и сувоземните патишта кон Индија, која што е во тој момент англиска колонија, неминовен е и интересот на Велика Британија кон османлиите. Меѓутоа, во овој период интересот на Британија кон Македонија како дел од Османлиската империја е само периферен. Британската држава постепено се трансформирала во империја која имала интереси во разни делови на светот, како на пример на Балканот и во источниот Медитеран. Сето она што е британски интерес, како на политиката, така и на јавното мнение во Велика Британија во однос на Македонија, всушност е резултат на нивната глобална политика, на нивните геостратешки интереси пошироко во светот и зависно од тие интереси, значи тие ги градат своите ставови и се модулира јавното мнение во Британија. Геостратегиската положба на Османлиската империја, контролата врз Босфорот и Дарданелите, како и сувоземните патишта за Индија, не можеле да ја остават британската влада незаинтересирана за состојбите во султановата држава. Низ разни делови на државата биле отворени конзуларни и трговски представништва на Велика Британија. Таков бил случајот со Османлиската Македонија. Во неколку нејзини градови, како во Солун, Битола и во Скопје, во 19 век веќе имало британски конзулати. Тие биле места кои придонесувале кон промовирањето и заштитата на британските интереси. Истовремено, од овие конзулати биле праќани извештаи до владата во Лондон, во кои меѓу другото се опишувала политичката состојба во Македонија. Почетокот на поголемиот британски интерес кон состојбите во Османлиска Македонија може да го лоцираме во периодот на големата источна криза, која што почнува во 1875 година со востанието во Босна и Херцеговина, а завршува во 1881 година со припојувањето на Тесалија кон Грција. Тоа воопшто не било случајно. Во Солун се случило убиството на францускиот и на германскиот конзул. Русија ја победила Османлиската држава во меѓусебната војна и го наметнала Сан-Стефанскиот прелиминарен мировен договор, според кој најголемиот дел од Османлиска Македонија требал да влезе во состав на Бугарија. И од тука во време на големата источна криза, еден процес кога на Балканот се случуваат големи турбуленции, Велика Британија во случајот се јавува како една од најголемите подржувачи на османската држава и зачувување на нејзиниот територијален интегритет и суверенитет. Всушност, тоа го прави со цел да го спречи руското влијание на Балканот
и излезот на Русија на топлите морења. На мой взгляд, главное было освободиться от турецкого ига. Это была задача номер один. Уже там как бы дальше пошла там история, какую бы получила Македония, может быть, автономию в составе Болгарии или как-то стала развиваться иначе. Но в те годы говорить еще о каких-то особых требованиях македонского населения сложно. Еще настолько все это только-только зарождалось, и это все-таки процесс и образование македонской нации, национального самосознания. Британците увиделе дека голема Бугарија ќе биде само една продолжена рака на Руската империја и нормално ним не им одговарало засилувањето на руското влијание на Балканот. Велика Британија била голем противник на овој договор, кој бил целосно спротивен на интересите на владата во Лондон. Нејзиното влијание за промена на истиот на конференцијата на големите сили во 1878 во Берлин не било мало. По потпишувањето на Берлинскиот мировен договор, како израз на незадоволство, во Македонија избило Кресненското востание, кое од страна на британските дипломати било наречено Македонско востание. На Берлинскиот конгрес во 1878 година всушност големите сили ја одлучија судбината на Македонија, која подосна ќе се повтори и на другите мировни конференции, особено на Букурештскиот мировен договор од 1913 и на Версајскиот мировен договор од 1919 година. Сепак, интересот на британската дипломатија и на јавноста за Македонија се уште бил минорен во споредба со некои балкански региони. Меѓутоа, дека политиката е променлива категорија, дека таа не се раководи од симпатии, туку исклучиво интереси, најдобро зборува фактот што многу брзо ќе видиме дека Британија го менува својот став во однос кон Османската империја, во тој контекст и кон Македонија. Почетокот на поорганизираната борба за автономија на Македонија, предводена од Македонската револуционерна организација, постепено го свртел вниманието на британските политичари, интелектуалци и на јавното мислење. Кон крајот на 90-тите години од векот, како резултат и како последица на македонското револуционерно движење, британскава политика се повеќе почнала да го поставува прашањето за спроведување на подлабоки реформи во Османската империја, реформи се разбира кои што се однесуваат на европскиот дел на империјата, наводно за подобрување на положбата на христијанското население. Вилијам Гледстоун бил првиот истакнат и влијателен британски политичар кој јавно се заложил за Македонија и македонците. Вилијам Гледстоун бил роден во 1809-та. Неговиот активен политички ангажман започнал во 1832-та, кога станал член на британскиот парламент. Подоцна Гледстоун станал секретар за колонијалните прашања и председател на трговската комора. Тоа му овозможило да се запознае со состојбите во османлиската држава, а со тоа и со незиниот регион Македонија. Тој особено бил заинтересиран за односот на Русија кон источното прашање. Оваа негова заинтересираност била сосема нормална, имајќи го предвид англо-руското ривалство. Гледстоун, кон крајот на 50-тите години на 19-тиот век, веќе бил запознаен со проблемите на Балканот. Тој дури и советувал на владата во Лондон побрзо да ги предаде Јонските острови на Грција со цел таму да се засили британското влијание. Овој британски политичар отворено истапувал против начинот на кој османлиските власти се справувале со проблемите во европските територии на султановата држава. По задушувањето на априлското востание во Бугарија во 1876-та, кое било проследено со масакри врз бугарското население, Гледстоун почнал широка кампања за осуда на османлиското однесување. Тој бил иницијатор на организирањето митинзи во Велика Британија на кои јавно биле осудени масакрите врз бугарските цивили направени од страна на османлиските сили. Гледстоун активно бил ангажиран во работата на Лигата за помош на христијаните во Турција.
основана во 1876 година во Лондон. Тој таму застапувал мислење за престанок на османлиската власт на Балканот. Кога станал британски премиер, Гледстоун активно се залагал за промена на грчко-османлиската граница на Балканот, согласно решенијата на Берлинскиот конгрес. Гледстоун дури заговарал и идеја за поморска блокада на Измир како средство за притисок врз османлиската влада. Познатиот британски политичар Вилијам Гледстоун, кој што многу добро ги познавал состојбите во регионот, ќе изрази една голема симпатија кон Македонија и кон македонците. Вилијам Гледстоун не говорел и не делувал позитивно само кога биле во прашање грците и бугарите. Тој добро ја следел и состојбата во Македонија, тамошната османлиска управа, но и работата на балканските пропаганди на теренот. Гледстоун бил добро информиран за делувањето на овие пропаганди, бидејќи некои балкански политичари се обраќале до него со цел тој да се ангажира во нивна полза. Наместо да ги поддржи нивните барања, британскиот политичар направил нешто што било незамисливо за тоа време, но и неочекувано од негова страна. Гледстоун соработувал со Сдруженијето Бајрон од Лондон, кое било активно по балканските прашања. Тој во еден свој надпис од 1897 година се запрашува зошто да не биде Македонија на македонците, така како што е Србија на србите и Бугарија на бугарите. Нормално британската влада се залага за задржување на воспоставеното статус кво и не ги прифаќа овие сугестии на Гледстоун. Тој на покана на Сдруженијето испратил едно писмо во кое го изложил своето гледиште за македонското прашање. Во писмото, упатено до председателот на ова здружение, познатиот британски политичар напишал: "Безнадежноста на турската управа ќе ме натера да станам со задоволство сведок на незиното истерување од земјите што ги подчинила, и тоа без да се знаат изворите што се готови да го поддржат бунтот. Јас лично не се осмелувам да преземам на себе одговорност за каква било негова поддршка. Уште полошо и посрамно од самата турска управа е постоењето на љубомора помеѓу грците и словените и плановите на постојните држави за присвојување на туѓи територии. А зошто да не биде Македонија на македонците, како што е Бугарија на бугарите и Србија на србите? Иако се тие сите мали и слаби, нека се остават да се поврзат меѓусебно за одбрана, така што не ќе можат да бидат голтнати од другите, било големи или мали, кое најверојатно ќе дојде како последица на нивните меѓусебни караници." Некои британски весници објавиле коментари за ова писмо на Гледстоун, кое било објавено во лондонскиот Таймс на 6 февруари 1897. Ете, од тука доаѓа и она позната девиза на Вилијам Гледстоун, девизата која што ја прифати македонското револуционерно движење, тоа е Македонија на македонците, и таа убаво легна во идеите на македонското револуционерно движење и на вистина тие подосна многу пати се навраќаа на неговата девиза и се повикува во тој контекст. Ставот на Гледстоун за Македонија на македонците наишол на позитивни реакции во македонските средини. Така, например, во Глас македонски се истакнува дека Гледстоун е првиот европски државник кој што заговарал решавање на македонското прашање со давање на целосна политичка автономија. Многу поважно од тоа, Македонската револуционерна организација, прифаќајќи го лозунгот на Гледстоун и под паролата Македонија на македонците, се обидува да го мобилизира населението во борбата за слобода. Зборовите на искусниот политичар и државник не биле прифатени од страна на британската влада, која останала пасивна во однос на состојбите во Македонија. Лондон го мачеле разни проблеми поврзани со османлиската држава. Британскиот премиер Солсбери во 1897 изјавил дека еден од главните проблеми на модерната дипломатија било како Турција да се лиши од власта врз провинциите без да се наруши нејзиниот интегритет.
Исто така, делумно оправдување за таквиот однос на Велика Британија кон тешката состојба во Македонија може да се најде и во зафатеноста на Лондон со проблемите во најјужните делови на Африка, каде нејзините воени сили морале да се справуваат со бурите, наследниците на првите европски доселеници во тој дел од црниот континент. Во некои од извештаите јасно стои дека македонското револуционарно движење се залага за автономија на Македонија, па дури и за самостојна македонска држава. Вооружениот бунт на македонското население, кој во 1903 година прераснал во востание, придонел да се промени британската позиција во однос на Македонија. На британците им беше јасно дека нема да можат да ги придобијат османлиите, токму затоа се трудеа да работат на теренот меѓу македонското население и да играат на картата автономија за Македонија. Нешто што сигурно не им одговараше ниту на Германија, ниту на Австро-Унгарија, ниту на Русија. Британските конзули од Македонија постојано испраќале извештаи во кои ја опишувале драматичната состојба во немирниот регион и секојдневните насилства врз невооруженото население. Акциите на македонските борци биле следени со големо внимание. Киднапирањето на американската протестантска мисионерка Елен Стоун предизвикало големо интересирање во Велика Британија. Sunday Times во 6 продолженија ги објавувал текстовите кои биле напишани од страна на мис Стоун за нејзиното искуство за време на нејзиното заточеништво. Во британскиот печат воопшто може да се сретат многу информации за сите настани што се случува на тлото на Македонија во 1903 година, поштувајќи уште од претходниот период, уште од аферата Мистон од 1901-1902 година со Горноџумајското востание, со Солунскиот атентати и подоцна со самото Илинденско востание. За време на Илинденското востание, поважните британски весници испратиле своји известувачи во Македонија. Со своите извештаи се истакнале дописниците на Daily News Џон Макдоналд, воениот дописник на истиот весник Хелс, специјалниот дописник на Лондонски Таймс и добар познавач на балканските работи Џејмс Баучер, дописникот на агенцијата Reuters Хамилтон, дописникот на Daily Mail Вион, дописникот на Манчестер Гардијан Хенри Ноел Брейлсфорд. Во нивните дописи од Македонија главно преовладувале симпатии за македонското население и за востаниците. Британските дописници во своите извештаи ја нагласувале големата потреба од помош за настраданото македонско население. Нивните написи, но и апели за помош наишле на одзив кај британската јавност, особено во либералните кругови. Низ британскиот печат можеле да се прочитаат многу информации за македонските состојби. Еден од познатите британски новинари, Стед, напишал статија со големи симпатии за Борис Сарафов, кого го сметал за водач на македонските револуционери. Развојот на настаните во Македонија, предизвикани од почетокот на Илинденското востание, станале тема за расправа во британскиот парламент. Во долниот дом на парламентот на 10 август 1903 либералниот пратеник Џејмс Брајс говорел за тешката состојба во Македонија и упатил апел до владата да се заинтересира за оваа земја. 3 дена подоцна за Македонија се дискутирало и во горниот дом на британскиот парламент. На 14 август, повторно во долниот дом била отворена дискусија за Македонија и повторно од страна на еден либерален пратеник, О'Конор. Во говорот, либералниот пратеник го обвинил британскиот премиер за однесувањето на владата околу прашањето на востанието во Македонија. Според О'Конор, симпатијата на оваа земја е со угнетените, а не со угнетувачите. Немаме основа во мислењето дека востанието во Македонија не беше стихијно, туку предизвикано однадвор. Така, Македонија, заради Илинденското востание, но и заради севкупното страдење на населението, се нашла во парламентот на најмоќната земја во тогашниот свет. Најголемата активност во полза на македонското население ја имал Лондонскиот Балкански комитет, формиран во 1903 година. Идејата за негово формирање била на Ноел Бакстон, со цел комитетот да биде група за притисок врз британската влада, за да се намали опасноста од војна на Блискиот Исток и да се натера османлиската влада да ги направи неопходните реформи во Македонија. Негови членови биле истакнати личности од британското општество, како Џејмс Брајс, Лорд Фицморис, Лорд Стенмор, Херберт Гледстоун, Сер Артур Еванс,
Хенри Ноел Брейлсфорд, браќата Бакстон и други. Всушност, членови на овој комитет биле застапниците на идејата за спроведување на реформи во европскиот дел на османлиската држава. Овој комитет издал еден апел со наслов «Нашата должност кон Македонија». Во него биле изнесени најважните етапи на развојот на македонското прашање, посветувајќи внимание на несносливата положба на македонското население заради лошата османлиска управа, авторите на овој апел нагласиле: тиранизираните христијани во Македонија, што беа жестоко истребувани, имаа секогаш право да бараат од Велика Британија да се заземе на прво место за здобивање на нивна слобода, бидејќи порано таа го прими првото место во обновувањето на нивната сиромаштија. Освен овој апел, во 1903 комитетот издал и брошура со наслов Македонија, во која биле објавени мислења на британци околу настаните во овој османлиски регион. Во брошурата исто така бил објавен еден предлог за автономија на Македонија. Репресалиите на османлиските сили во Македонија кон цивилното население во време на востанието предизвикале организирање на митинзи во Велика Британија на кои биле усвојувани резолуции. Така, во септември 1903 биле усвоени 143 резолуции за Македонија, а во октомври истата година 210 резолуции. Немирната и крвава македонска реалност придонела и во ноември 1903 во Британија да бидат усвоени уште 81 резолуција, а во декември истата година 61 нова резолуција. Зад овие митинзи и усвојување на резолуции стоел Балканскиот комитет. Најпознатиот митинг, кој предизвикал огромен излив на симпатии и сочувство кон Македонија, бил одржан во Сент Джеймс Хол на 29 септември 1903. На овој митинг присуствувале познати јавни личности од Велика Британија, како лорд Стенмор, бискупот од Херифорд, лорд Ферер, сер Едвард Фрај, Ноел Бакстон и други. До собирот биле испратени писма од влијателни личности како бискупот од Кентербери, лорд Спенсер, бискупот од Лондон, бискупот од Рочестер, кралскиот советник и член на парламентот Хајден и други. Вистинска ерупција од воодушевување и поддршка за Македонија предизвикал говорот на бискупот од Вустер. Тој во емотивниот настап забележал дека никој не ги бранел членовите на македонските револуционерни комитети, освен безбројните селани на Македонија, кои биле предмет на турските репресалии. Бискупот исто така го бранел правото на македонското население на востание, бидејќи истото долго време залудно чекало помош од христијанските сили. Членот на парламентот и поддржувач на Македонија, пратеникот Брајс, исто како и во Британското собрание, земал збор и на овој митинг. Тој побарал Македонија да биде изземена од власта на султанот. Балканскиот комитет во Лондон не се бавел само со организирање на промакедонски митинзи на кои биле усвојувани разни резолуции за подобрување на состојбите во Македонија. Комитетот организирал и акции за собирање на помош за настраданите во Македонија. Во весниците биле печатени апели за собирање на парична помош за настраданото население во Македонија. Само во октомври 1903 биле собрани 25.000 фунти стерлинзи. Сите овие средства биле собрани од страна на комитетот, а тој оформил и една помошна мисија наречена The Macedonian Relief Committee. По Илинденското востание, Балканскиот комитет во Лондон собра значителни средства кои што треба да бидат распределени помеѓу настраданото христијанско население во Македонија. Така беа испратени неколку мисии во Македонија. За председател на оваа мисија бил избран Хенри Ноел Брейлсфорд. Оваа мисија од октомври 1903, 6 месеци поред, во загрозените региони на Македонија ја организирала и ја разделувала собраната помош од британските граѓани.
Настаните во Македонија поврзани со Илинденското востание нашле одглас и во британската поезија. Македонската револуционерна борба нашла одраз во делата на двајца британски поети, Монтагју Ломакс и Џон Окснем. На 26 септември 1903 во Daily Chronicle Монтагју Ломакс ја објавил песната Македонија 1903, еден апел до Европа. А Окснем во весникот Daily News ја објавил песната Македонија. Активностите на Лондонскиот комитет, настапите на некои британски парламентарци, написите во весниците околу настаните во Македонија во 1903 година имале одредено влијание врз однесувањето на владата во Лондон. Тука секако не треба да се заборават и британските интереси. Владата во Лондон, под притисок на јавноста и на собствените интереси, на 29 септември 1903 му испратила инструкции на својот амбасадор во Виена, Сер Планк, за потребата од поефикасни мерки за подобрување на состојбите во Македонија. Лорд Ленсдаун му ја соопштил телеграмата испратена до британскиот амбасадор во Виена и на францускиот представник во Лондон. Во телеграмата, британската влада нагласила дека веројатно ниту еден реформски проект не би успеал доколку истиот бил доверен на муслимански гувернер, подчинет на османлиската влада и надвор од контрола на големите сили. Според предлогот на британската влада, требале да се разгледаат две можни решенија по прашањето за гувернер на Македонија. Или поставување на христијански гувернер без врска со Балканскиот полуостров и со силите подписнички на Берлинскиот договор, или задржување на муслимански гувернер помаган од европските заменици. Би се задоволиле ако тие заменици бидат избрани од страна на двете сили. Владата во Лондон исто така побарала повлекување на резервните и задржување на регуларните османлиски сили во Македонија, како и реорганизирање на жандармеријата. Некои од овие барања биле прифатени од страна на Русија и Австро-Унгарија и биле вметнати во Мирцштегската програма за реформи, која била објавена на 2 октомври 1903. А Британија зазема видно место во начинот на спроведувањето на или контролата при спроведувањето на овие реформи, дури таа најмногу инсистираше за спроведување на финансискиот дел од реформите, за кој што османската држава се обидуваше да го избегне, затоа што сметаше дека создавањето на одделен буџет за македонските вилаети всушност представува и нарушување на суверенитетот и интегритетот на империјата. Дејствувањето на Балканскиот комитет не престанало со задушувањето на Илинденското востание и со објавувањето на Мирцштегската реформска програма. Комитетот на 29 март 1904 организирал митинг во Какстон Хол во Лондон. На овој митинг учествувале видни јавни личности од Велика Британија, како што биле Монро Гибсон, Лорд Абердин, Лорд Бичам, Джеймс Брайс и други. На митингот биле осудени османлиските насилства во Македонија и било побарано од британската влада да предложи поставување на христијански гувернер во немирната османлиска област, кој би бил независен во однос на султанот и единствено би бил одговорен пред европските сили. Но за разлика од порано, на овој собир не било поставено барање за автономија на Македонија. Во своите настапи, учесниците на митингот говореле дека било срамота за христијанскиот свет што не можел да го спречи пропаѓањето на Македонија. Говорниците исто така ја осудиле и британската влада, за која сметале дека слабо се интересира за случувањата во Македонија. На овој собир, со кој раководел бискупот од Рочестер, биле усвоени две кратки резолуции, во кои се критикувала османлиската управа во Македонија, која била наречена срамна за цивилизирана Европа. Во втората резолуција се предлагало македонското прашање да се реши со именување христијански гувернер, како што било и истакнато во говорите на тој митинг. Членовите на Балканскиот комитет од Лондон и неговите симпатизери, кои биле и влијателни личности во британскиот јавен живот, неретко своите ставови ги објавувале во публикации кои биле читани во интелектуалните кругови на империјата. Во таа смисла, кога е во прашање Македонија, интересен е познатиот британски општествен работник и новинар Хенри Вуд Невинсон. Тој станал многу познат по своите извештаи за Втората бурска војна, но и за робството во Ангола и Сао Томе и Принципе.
Неговите текстови биле читани во Британија со големо внимание. Невинсон во 1904 во книгата на патриотскиот клуб Англија една нација објавил поголема статија со наслов Случајот на Македонија. Во неа тој се осврнал на македонското прашање и на британската улога во него. Тој ја критикувал владата во Лондон во периодот по Берлинскиот конгрес, односот кон Македонија и непреземањето мерки кои можеле да ги спречат крвавите настани. Многу поголем печат и влијание за состојбите во Османлиска Македонија имал Хенри Ноел Брејлсфорд. Роден во Англија, образуван во Шкотска, тој ја почнал кариерата како наставник, за подоцна да се посвети на новинарството. Неговиот интерес за Македонија не бил случаен. Тој во текот на грчко-османлиската војна во 1897 година се борел на страна на грците како британски доброволец. Своите впечатоци од војната ги изнел во една книга која ја објавил една година по завршувањето на грчко-османлискиот судир. Тој исто така бил и коментатор во еден од водечките британски весници London Daily News. Кога е во прашање неговиот интерес за Македонија, треба да се спомене дека Брејлсфорд бил активен член и на Лондонскиот Балкански комитет. Тој се ангажирал во собирањето на помош помеѓу британските граѓани за настраданото македонско население. Тој станал свесен дека и самиот бунт кој што го нарекува револуција или Илинденското востание било кренато за да го отвори прашањето и да се реши македонското прашање. Хенри Ноел Брејлсфорд, за разлика од поголемиот дел на членовите на Балканскиот комитет, ја посетил Македонија по задушувањето на Илинденското востание, со цел да ја распределува собраната помош за настраданото население. Тој дошол во Македонија заедно со лејди Еленор Томсон, Ноел Бакстон, сестра Аугустина, како и со својата сопруга. Брејлсфорд во Македонија останал 5 месеци, работејќи на доделувањето на помош за населението. А по неговото враќање назад во Британија, тој ќе продолжи со опишување на разни статии и извештаи во прилог на македонската кауза, а најголемиот ефект од тоа ќе го предизвика објавувањето на неговата книга Македонија, нејзините народи и нејзината иднина. Кога се вратил во Велика Британија, тој за влијателниот и читан вестник Манчестер Гардијан напишал една статија која личела на извештај за работата на неговата група во Македонија. Брејлсфорд во оваа статија изнесува интересни податоци за состојбите на теренот и за страдањето на населението во регионите кои биле опфатени со востаничките акции и османлиските воени операции, проследени со репресалии врз неборечкото македонско население. Тој својот напис го завршува со: Им помогнавме на 57.000 души и им го овозможивме преживувањето до летото. По секоја веројатност и следната зима ќе има потреба од наша помош. Можно е исто така да се вратат околу 30.000 бегалци. Тоа ќе биде нова тешкотија за нашата задача, поради што нашето дело треба да се пропагира и да се прошири. Британскиот новинар и хуманист продолжил со објавувањето на статии кои се однесувале на Македонија. Тој ги објавил Македонскиот револт и можно решение во кој ги изнел своите мислења за состојбите во Македонија. Брејлсфорд во 1906 во Лондон ја објавил книгата Македонија, нејзините народи и нејзината иднина. Обичниот британски народ сепак не знаеше, не беше детално упатен со ситуацијата во Македонија. Меѓутоа, книгата на Хенри Ноел Брејлсфорд беше еден одличен приказ за фактичката ситуација во Македонија и токму преку таа книга британците не само што се запознаваат тогаш со Македонија, дури и ден денеска се запознаваат со историјата на Македонија на почетокот на 20. век и крајот на 19. век. Книгата изобилува со интересни податоци кои тој ги соопштува врз база на тоа што го видел за време на својот престој во Македонија. Која била целта на Брејлсфорд за објавување на оваа интересна книга? Самиот во воведниот дел напишал: Македонското востание од 1903 не успеа во својата непосредна цел, но создаде тензија што единствено може да се отстрани со ослободување на оваа бедна провинција. Мојата главна цел е да објаснам со сите потребни детали како природата на турското владење го засега селанството во Македонија.
Оваа книга на британскиот новинар и интелектуалец оставила голем печат врз јавното мислење во Велика Британија, а таа и денес се користи како извор од проучувачите на минатото на Македонија. Резолуциите, митинзите и праќањето меморандуми до големите сили станале дел од активностите на Лондонскиот комитет во полза на страдањето на македонското население. На почетокот на март 1908 била издадена брошурата Плачот на Македонија, во која накратко било анализирано што големите сили, вклучувајќи ја и Велика Британија, направиле за подобрување на состојбите во Македонија. На крајот, повторно било предложено едно решение за проблемите во Македонија, според кое требало да се избере гувернер со повеќе годишен мандат, кој не можел да биде сменет без согласност на големите европски сили. Кон крајот на истиот месец, Балканскиот комитет упатил меморандум до владите на големите сили под наслов Акција на големите сили во Македонија до крајот на 1907 година. Меморандумот бил составен од професор Вестлейк, од Ноел Бакстон и од Вилијам Мур. Во него било укажано на ужасната состојба во Османлиската област, при што било нагласено дека интервенцијата на големите сили преку Мирцштекската програма, особено со третиот член на истата, предизвикала поголеми крвопролевања. Активностите на Балканскиот комитет продолжиле и по младотурската револуција, која била поддржана од неговите членови во надеж дека новите власти во Истанбул би можеле да ја променат состојбата во Македонија. Состојбите во Македонија воопшто не се стабилизирале по воведувањето на Мирцштекските реформи. Третиот член на оваа реформска програма предвидувал по смирувањето на состојбите во Македонија да се побара од османлиската влада промена на територијалното разграничување на вилаетите заради групирање на одделните националности. Овој член, наместо да помогне во смирувањето на страстите во османлиска Македонија, придонел кон крвопролевањето. Тоа продолжило со несмален интензитет и со нови учесници. Македонските комитети и османлиските сили повеќе не биле единствените кои учествувале на военото поле. Заслабувањето на четите на Македонската револуционерна организација по поразот во Илинденското востание им овозможил на Србија и особено на Грција да организираат вооружени чети кои ги уфрлувале во Македонија со цел да ги засилат своите позиции при евентуалната поделба на вилаетите според народносен принцип. Македонија станала поле на крвави пресметки. Османлиските власти одлично ја користеле новата состојба со цел да се ослободат од странската контрола. Мирцштекските реформи не ги донеле очекуваните резултати, а состојбата во Македонија се влошила. Јавноста во Велика Британија редовно била информирана за случувањата во Македонија, а тамошните состојби биле дел од темите за кои се дискутирало во британскиот парламент. Владата во Лондон со внимание ги следела настаните во регионот. На седницата на парламентот од 25 февруари 1908 година, министерот за надворешни работи Едвард Греј одржал еден говор во кој најавил поголемо вмешување на британската влада во реформскиот процес во Македонија. Греј пред пратениците предложил бројот на припадниците на жандармеријата да биде зголемен. Офицерскиот кадар на овие единици би бил составен од представници на европските сили, кои претходно биле инструктори во жандармериските единици. Греј забележал дека не гледа причина зошто овие офицери да не бидат дел од македонскиот буџет и нивните плати да ги плаќа османлиската влада, а не големите сили, како што тогаш бил случајот. Потоа, тој предложил да дојде до намалување на бројот на османлиските војници во Македонија. Последниот дел од неговиот предлог предвидувал Македонија да добие статус сличен на оној кој го имала автономната област Источна Румелија. А тоа значеше именување на еден христијанин за генерал-губернатор на Македонија, кој што ќе биде надвор
од османската служба, значи човек кој што ќе треба да воспостави еден поинаков систем на управување во Македонија, или индиректно кажано, тоа е веќе прв чекор кон сериозна автономија на Македонија. Предлогот на британскиот министер за надворешни работи ја добил поддршката на парламентарците во Лондон. Наред биле големите сили. Греј не губел време. Тој упатил писмо до министрите за надворешни работи на големите сили во кое изразил жалење за одбивањето на неговиот план. Писмото на Греј, но и делувањето на британската дипломатија придонело руската влада да започне да го менува својот став. Таа на 31 март 1908 изнела еден предлог за Македонија во кој биле опфатени и некои од предлозите на Греј. Тоа го поттикнало британскиот министер за надворешни работи на 4 април да упати нов меморандум до министрите за надворешни работи на европските сили, во кој уфрлил неколку елементи од рускиот предлог за реформи во Македонија. Тој го поздравил руското прифаќање на британската идеја за именување на еден османлиски гувернер со голема административна власт, кој би имал овластување да го одобрува буџетот без да бара дозвола од страна на портата. Постепено дошло до приближување на руските и на британските ставови околу реформите во Македонија. Како резултат на тоа приближување, во Санкт Петерсбург дошло до преговори помеѓу рускиот министер за надворешни работи Изволски и тамошниот британски пратеник Артур Николсон. Тогаш руската страна го прифатила британскиот финансиски предлог за Македонија. Тоа приближување било надополнето со средбата на британскиот крал Едвард VII со рускиот цар Николај II во Ревал, денешен Талин, на која се разговарало и за Македонија. За време на средбата на двајцата монарси, британската страна предложила ново решение за Македонија, според кое овој регион требал да добие автономна управа. Меѓутоа, другите големи земји не го поддржаа таквиот став, но она што е интересно треба да се одбележи дека токму поради оваа англо-руска иницијатива за нови реформи во Македонија беше предизвикано избувнувањето на младотурската револуција во Македонија. Патот на Македонија кон автономија, според британскиот предлог, бил прекинат со младотурската револуција, која ги подгреала надежите на разните националности во империјата дека состојбите ќе се променат. За жал на сите кои верувале во револуцијата, многу бргу стигнало разочарувањето. Многумина се увериле во вистинските намери на младотурците. Слободно можеме да оцениме дека младотурската револуција всушност представуваше обид да се спречи воведувањето на нови реформи во Македонија, односно да се спречи откинувањето на уште едно парче од Османлиската империја. Еден од тие кои биле разочарани од резултатите на младотурската револуција бил и Едвард Греј. Тој во своите спомени напишал дека по првите вести за револуцијата во Османлиската држава се појавиле големи симпатии во Велика Британија за младотурците. Многумина помислиле дека омразата меѓу разните националности ќе исчезне. Тој самиот имал големи симпатии кон новите власти во Истанбул, но забележал дека не посветувал доволно внимание на предупредувањата дека немало разлика меѓу старата и новата власт во султановата држава. Така исчезнала и неговата идеја за автономија на Македонија. Младотурската револуција од 1908 го одвлекла вниманието на европските сили од Македонија. Во таква ситуација, британците настојувале да го зацврстат своето влијание во Истанбул на сметка на зацврстувањето на германското влијание. Во таа ситуација никој веќе не помислувал на автономија за Македонија. Симпатиите останале, но активностите престанале.